Здраво! Јас сум Никола Ѓоргиев. Учам во основното училиште Гоце Делчев Босилово. Имам 11 години и сум 5-то оделение. Денес ќе продолжиме приказната за добре лошиот, преко книгата Далаверите на добре лошиот. Добре лошиот е ликот од дневникот од Штарковото гнездо. Па во оваа книга ќе видиме какви ли не далавери ќе направи само да дојде до својата симпатија Ана. Главни јунаци во книгата се добре лошиот, Ана, Доцко, Дедо Доне, Баба Трпана, Јасминка, Николче, Дедо Ване и Баба Павлина. Настаните се случуваат за време на зимскиот и летниот распуст во село Владимирово. Јасминка, Николче и нивниот Дедо Ване продолжуваат да го читаат дневникот кој го најдоа во Штарковото гнездо, а за кој Јасминка мислеше дека му припаѓа на некој штрк, додека Николче упорно тврдеше дека добре лошиот е некое дете кој за време на распустот престојувало кај своите баба и дедо. Добре, кој е влюбен во Ана и љубоморен на нејзиниот мачор, Доцко, за нова година посакува Дедо Мраз да им ги замени местата со Доцко. Поточно, Добре да го претвори во Доцко, а Доцко во Добре. Доцко пак во улога на Добре прави работи кои би ги правил еден мачор, но Добре никогаш не би ги направил. Дедо Дончо и Баба Трпана се многу изненадени од таа негова промена во однесувањето, па бидејќи не можат да најдат никакво логично објаснување, мислат дека сето тоа е од пубертетот, во кој веќе влегол Добре. Што ќе се случува понатаму? Дали Добре повторно ќе биде стариот Добре? Дали повторно ќе си ги заменат местата со Доцко? Дали Ана конечно ќе се залюби во Добре? И дали Николче, Јасминка и Дедо Ване конечно ќе ја откријат мистеријата кој е добре лошиот? Ќе дознаете доколку ја прочитате книгата Далаверите на добре лошиот од Киро Донев.